Денес сме тука да дадеме поддршка на организацијата на Конопфест. Либерално-демократската партија заедно со коалицијата за Европска Македонија секогаш стои на страната на граѓаните. Сметаме дека легализацијата на канабисот представува пред се човеково право на избор и затоа од нас има постојана заложба да обезбедиме систем на целосна легализација кој што ќе ги штити и човековите права, меѓутоа и ќе го штити пазарот и од кој што државата ќе има пред се бенефит. Луѓето ќе знаат каков канабис користат, односно ќе има осигураност на квалитетот, а и да не зборам за сите останати предобивки, како например дека 1 хектар коноп заменува 25 хектари шума, дека засадувањето на едно стебло канабис исто така помага и при чистење на воздухот и сузбивањето на црниот пазар и сите оние придобивки кои веќе ги знаеме. Зелената партија Дом поддржува декриминализација и легализација на канабис за лична употреба. Се разбира, тоа се однесува на полнолетните лица кои што имаат повеќе од 18 години. Тоа е наша заложба, како и на секоја друга зелена партија, затоа што сметаме дека секој возрастен човек може и треба да има право, доколку сака, за лична употреба да користи канабис. На тој начин, исто така е важно дека со легализацијата ќе се сузбие црниот пазар кој што постои и исто така ќе придонесе во намалување на организираниот криминал кој што е поврзан со трговијата со канабис. Инаку, веќе искуства има во светот, преку 10 држави во САД имаат легализирано канабис за лична употреба, Канада и еве од неодамна Германија. Се разбира, ова не значи дека ќе нема никакви регулативи, напротив, со законско решение за легализација точно се овозможува која количина, колку грама канабис може едно лице да поседува, колку билки може во својот дом да одгледува и се разбира се однесува на лична употреба, а не на препродавање. Што се однесува до продажбата во различни држави е различно регулирано. Во САД, например, има специализирани продавници кои што продаваат канабис, а во Германија тоа се клубови кои одгледуваат и ги даваат на луѓето, ги продаваат на луѓето кои што се заинтересирани. Така што искуства во светот веќе има и не е точно дека со легализацијата на канабис ќе се зголеми употребата на канабис кај младите луѓе, бидејќи сите истражувања покажуваат токму обратно. И таму сега каде што е забранета употребата на канабис, практично повеќе од половината од младата популација користи канабис и нема никаков резон заради тоа што некое возрастно лице решило да употребува канабис за лична употреба да биде осудувано со затворски казни. СДСМ и Коалицијата за Европска иднина нема да се откажат од стремежот за енергетска независност и од зелената енергија. Затоа велиме стоп за фосилните технологии. Започнавме нашите постоечки енергетски капацитети на фосилни горива да ги трансформираме во соларни електрани кои произведуваат зелена енергија. Тој процес го продолжуваме со голема новина. Државните енергетски компании ги даваме во рацете на граѓаните, таму каде што припаѓаат. Граѓаните стануваат акционери во енергетските компании. Висок процент од вкупниот број издадени акции во државните енергетски компании ќе се поделат еднакво на сите граѓани. Секој граѓанин, вклучително и децата, ќе добие по најмалку 8.000 денари од вредноста на енергетските компании или 500 евра за едно 4-члено семејство. Нашиот план е производството на енергија да се зголеми за најмалку 70%, за да ги задоволиме домашните потреби за струја. Во наредните 4 години за 100% да се зголемат капацитетите со обновливи извори на енергија, за да достигне 60% од вкупната потрошувачка во државата. Нашата цел е иста со целта на Европската Унија. Од Европскиот зелен договор кој предвидува нула штетни гасови од фосилни горива до 2050 година. Поведуваме забрана за изградба на нови мали хидроелектрани во заштитените подрачја и во националните паркови. Со поддршка од ЕУ ќе продолжиме да го подобруваме квалитетот на животот во согласност со европските стандарди.
Нашата визија е зелена Македонија како здрава животна средина за граѓаните. Чиста вода за пиење во секое населено место, одржливо управување со отпад и расчистување на дивите депонии. Пречистување на отпадните води за здрава почва, за здрава храна, за здрава иднина.